Здраво, драги мои! Решив да го снимам ова видео во месец октомври во знак на розовата боја, во знак на сите оние кои што моментално се борат со разни видови на канцерогени заболувања и сите оние кои што сакаат да спречат да се појават овие канцерогени заболувања. Што е она кое што ние го правиме погрешно во текот на нашиот живот за да дојдеме до овие состојби? Прво и основно, некои автори во некои книги пишуваат дека на прво место го ставаат стресот, нередовната физичка активност, пушењето, алкохолот, пиење редовно алкохол, но јас би кажала дека на прво и основно место би го ставила начинот на исхрана. Исхраната која што за жал кај се повеќе луѓе е се полоша и полоша. За почеток сакам да ви прочитам еден дел. Доколку мислите дека ризикот од добивање на рак зависи од гените, само делумно сте во право. Се согласувам. Вториот фактор, и тоа многу важен, се животните навики. Како што кажав, всушност 1/3 од сите случаи на рак се непосредно поврзани со исхраната, гојазноста и физичката активност. И тоа без да го земеме во предвид пушењето и алкохолот. Значи, за жал, се повеќе луѓе се борат со гојазност, а таа се случува со редовно конзумирање на преголема храна која што нема ензими, храна која што нема живот, храна која што е богата со трансмасти. Што е она што ние треба да го јадеме за да избегнеме појава на овие канцерогени заболувања? Тоа е пред се избегнување на се она кое што се продава по рафтови, во пакувана шарена амбалажа, нешто кое што стои со денови на рафтовите, храна која што е богата со трансмасти, храна каде што нема ензими, сето тоа што е брзо направено, брзо подготвено, сето она кое што ќе го закисели нашиот организам, нашето тело. Треба да избегнуваме цигари, да избегнуваме редовно конзумирање на алкохол, не е страшно по некоја чашка, две, но меѓутоа да гледаме што повеќе да го избегнуваме и секогаш да внимаваме што пиеме, колку пиеме и кога го пиеме тој алкохол. Секако за цигарите, секој ден од нас знае дека тие се штетни и дека треба да се избегнуваат. Што е тоа друго што треба да одбегнуваме? Стресот. Да се дружиме што повеќе со позитивни луѓе, со луѓе кои што имаат подобра енергија, да идеме редовно на чист воздух, кој колку може покрај река, на планина, да гледаме да избегнеме од секојдневниот сообраќајен метеж, кој што за жал го прави воздухот многу нечист и нездрав. Да издвоиме во текот на денот бар 20 минути за самите нас, да бидеме сами со себе, да се смириме, секој на каков начин си знае, може да си се смири, едноставно времето за себе е многу битно секојдневно да го издвојуваме. Редовно да вежбаме или да пешачиме, дали е на планина, дали е покрај река, дали ќе се симнам околу зграда, околу куќа ќе прошетам, но меѓутоа многу е битна физичката активност. Друго кој што е најбитно за мене, секако повторно ќе повторам и ќе се насочам кон здравата исхрана. Која е една исхрана која што ние треба да ја внесуваме? Треба да внесуваме храна која што е богата со ензими, храна која што е богата со антиоксиданти. Прво место го ставам овошјето, зеленчукот и секако водата. Овие три основни божи работи ќе ни помогнат во чистење на нашето тело, редовна столица, редовно мокрење, правилно дишење, добар и квалитетен сон, за да нашето тело го исчистиме од отровите и да го направиме нашиот имунитет, да го изградиме нашиот имунитет и нашето тело да биде појако, подсврсто, за да спречиме слободните радикали, соединенијата, да не нападнат и да ни предизвикат разни канцерогени заболувања. Значи, тело кое што е енергетски спремно, тело кое што има одлична крвна слика, одлична енергија, тело кое што редовно внесува 70-80%, да не претрам, ќе кажам 60% свежа храна, кој што внесува редовна вода, како што знаеме нашето тело е 70-80% вода, ние редовно ја трошиме преку дишење, преку потење, преку мокрење, жените преку менструалниот циклус, ние редовно треба таа вода да ја внесуваме. Редовно треба да внесуваме овошје и зеленчук, кои што, како што кажав, имаат растителни влакна, имаат антиоксиданти, многу мокни, кои што го чистат нашето тело и кои што го прават се подсврсто и подсврсто. Треба да јадеме редовно мешунки, грашок, леќа, баранија, во комбинација со безглутенски житарки кои што ќе ни дадат многу повеќе протеини отколку што мислиме дека добиваме од месото. Значи здрави, квалитетни растителни протеини од комбинација на мешунки и безглутенски